Ново издание на емисијата Наплодна на Охрид Ньюс. Добар ден и добре ни дојдовте. Ќе продолжиме темата околу насилството помеѓу учениците, помеѓу средношколците и насилството генерално во општеството, но и за менталното здравје кај граѓаните. Секојдневно и во нашиот град ни известуваат и читаме во полициските билтени за семено насилство, злоставување, па и вербална расправија која што завршува со физичка пресметка. На сите овие теми кои што сега ги набројав, ќе разговараме со нашата гостинка, тоа е психолог Марија Чанова. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден. Да, вие сте лиценциран психолог, но сте дел од специјализираното психосоцијално советувалиште, кое што представува активност насочена кон подобрување на менталното здравје на граѓаните од Охрид и од околината. Еве за почеток. Каква е менталната состојба во нашиот град во однос на проблемите со менталното здравје кај граѓаните? Што пријавуваат граѓаните најчесто до вашето советувалиште? Сега до мене се пријавуваат проблеми поврзани со лични конфликти, конфликти од детство или па нешто што е поврзано со фрустрации, сето тоа во насока на личен развој. Доста често се третираат проблеми поврзани со социјална анксиозност. Не знам сега дали за среќа или можда се уште нема покренато толкава свест за да се пријавуваат случаи каде што постои таков тип на насилство, како што слушнавме немили случаи во соседството. Ама и релативно кратко работиме, значи давам простор, да се промовираме повеќе, па да има поголем одзив кај граѓаните. Да. На што се должи таа анксиозност, се позачестена и позастапена, особено кај младите луѓе? Па искрено мислам дека многу имаше голема улога и периодот каде што 2 години бевме затворени дома со короната. И значи тие малце односи и во семејство и во социјални средини, како да речеме другарување со врсници, со пријатели, колеги, малце се изместија тие граници затоа што бевме затворени дома. И вентилите за истушување, да кажам, на негативна енергија беа до некаде затворени, затоа што постојано бевме во 4 зида затворени. И мислам дека сепак и тоа си зеде свој замах. Да, и што пријавуваат граѓаните? Пријавуваат физички симптоми на анксиозност, што им се случува? Вака, кај нас не дека се пријавува нешто, туку се работи на личен развој, таа најчесто со социјална анксиозност, која што потекнува од несигурноста на индивидуата, на личноста, да се носи со предизвиците кои што ги нуди социјалната средина. Значи, тие другарувања, дали ќе бидеме прифатени во средината или не, дали ќе не отфрлат можеби, дали сме соодветно облечени, па некои стандарди за убавина кои што гледаме дека многу се изветоперени во последно време. Понатаму намалување на личната вредност како човек, да речеме со карактеристики, никогаш не се дискутира кој е добар, храбар, искрен, трудолюбив, туку се дискутира за тој што има подобра побрендирана облека или кој бил виден во социјални кругови, високи во наводници и такви теми. Значи тоа најчесто ги мачи граѓаните. Да, особено младите. Јас повеќе работам со млади. Досега помал број на возрастни лица се фатени, но тоа не значи дека во иднина нема да се промени. Да, значи материјалните работи се доста важен фактор кон таа општа анксиозност. Да, материјалните фактори и тоа дали се вклопувам во стандардите за убавина, дали се вклопувам во стандардите за социјално прифатлива личност, како ќе ме оцени друштвото, дали ќе се снајдам во начинот на изразување на хумор и такви некои проблеми и теми кои што ги погодуваат младите. Сега, лица кои што биле долго време затворени дома и кои што немале можност да се исчеличат во социјалната средина, почнуваат да ги сваќаат проблемите како премногу сериозни и тоа да им прави психосоматски обструкции. Значи, да чувствуваат симптоми кои се манифестираат и на соматско ниво. И што ги советувате најчесто? Јас ги советувам најчесто, значи прво да го најдеме изворот на конфликтот, да работиме на него, да успееме да кажеме дека тоа нешто се случи, беше дел од мојот живот, но го извлекувам како поука и продолжувам напред. Значи, сите тие се предизвици од нашиот живот кои што треба да се надминат и да се продолжи напред. Доколку постои ситуација каде што личноста не може да се носи понатаму со
изворот на конфликт кој што е веќе извлечен на површина, се советуваат граѓаните да се упатат кај стручно лице, психијатар, кој што ги третира и со медикаментозна терапија плюс. Да, многу пати тоа осудување и смевање довело за жал и до самоубиство, Да. особено кај учениците. Како ние станавме таква нација, да сме полни со стереотипи и осуда кон средината во која што живееме? Па, долго време кај нас се применува стереотипи од типот, да кажеме дека не само стереотипи, па и предрасуди, значи да се вклопуваме во некои, не знам, кути кои што ги прави социјалната средина, и ако не се вклопиме во тој стандард, значи веднаш се настапува со излекување на некаков стереотип, а и често пати предрасуди кои што ги носиме пред да ги запознаеме личностите, значи носиме различни типови на предрасуди. И станавме такви бидејќи не одиме од себе си, значи не тргнувам од лична перспектива што правам јас, туку секогаш одиме од ти перспектива што ти правиш, кој си ти, каков си ти и така натаму. Значи прво се гледа во тугиот двор, па после во во сопствениот. И тоа ни стана некако како начин на однесување. Да. Има ли спас за нас? Па да, како секако. општество? Јас мислам искрено дека младите генерации се многу посвесни, поотворени за дискусии, иако има немили настани. И искрено имам надеж во младите генерации. Мислам дека стереотипите и предрасудите се позастапени кај, еве, лично мојата генерација, на нашите родители и така натаму. Мислам дека сега младите постои една светла точка, барем јас така сметам. Дека може да се прифатат различностите. Дека може да се прифатат и да се изборат со нив. Мислам дека и малце наставните програми се лошо структурирани, затоа што ние сакаме насила децата да прифаќаат различности. Тоа не се прави на сила. Значи ние ќе ги прифатиме сите луѓе кои што нас не почитуваат како личност, и тоа би требало да е некој златен стандард, а не затоа што јас сум од друга националност или друга вера, треба по дефолт да бидам прифатена. Ќе бидам прифатена ако јас се однесувам коректно со останатите. Мислам дека тука треба да се работи повеќе. Да, и можеби и училишните психолози, нели? Да, училишните психолози, сум била дел од стручна служба како педагог во минатото, ама значи да, се работи, и моите колеги сега во моментот знам дека се навистина вредни, дека си ја вршат работата, ама сите тие работни врски треба малце да се преструктурираат. Односно, стручна служба служи пред се на прво место за помош на деца. И прушење на помош и поддршка за да одат напред, а не да се враќаат назад. Значи, не верувам во моите колеги проблемот никогаш, затоа што се премногу оптоварени со многу пропратни обврски училишни. Има ли стереотипи кон работата на психолозите? Се уште? Мали, се уште, да, мали. Забележливо е што јас имам повеќе клиенти кои што доаѓаат од Струга, отколку од Охрид. Зошто така? Бидејќи тука никој нема да ги види, најверојатно. И сметам дека тоа е главната причина. А зошто да се криеме, да не види никој кога одиме на психолог? Да. Па ете, се уште нешто не е во ред со мене. Да, се уште постои како еден стереотип. Така. Неизбежно е да споменеме и темата која што и претходно разговаравме во претходната емисија, она што се случи во соседството помеѓу учениците. Не сме многу далеко, соседи сме и имаме и систем на функционирање, сега не дај Боже да дојде и тоа кај нас, но како да го спречиме тоа насилство помеѓу учениците? Не мора да се оди во толкава крајност, нели да се носи оружје, но сепак и вербалната расправија кај таа возраст може многу да предизвика последици сериозни. Да, за жал јас не знам која е дијагнозата, најверојатно психопатска личност која што значи се развивала кај тоа дете, не дека сигурно имала и наследна предиспозиција, но значи за тие дијагнози не можам и баш да дискутирам. Значи тоа повеќе ќе си го кажа психијатрите, но сметам дека сепак има некое кликнување на социјалната средина, на следните фактори. Значи сето тоа ние до некаде го предизвикуваме.
Значи до толкаво па и сила и такво значи застранување од правиот пат кај млада личност е навистина ретко. И мислам дека и медиумите си допринесува со своето. Многу често не мислам медиумите како значи весници, социјални медиуми од таков тип, туку ова снимање на филмови за серијски убици, па не знам, децата почнеа како да се поистоветуваат со нив. Еве и тоа беше случај до некаде и со ова дете. Да ги гледаат како идоли. Да, значи се поистоветуваат и ја губат, значи губат допирот со реалноста. И понатаму сметат дека се наоѓаат во некоја игра каде што секи има некој интересен крај. И баш јас имам една роднина која што ми е во едно 4-та година абсолвент на психологија во Ниш. И ете сега баш ме извести дека многу имаат проблем со формирање на фан пејдж за убиецот, за поддршка на убиецот. Да, имаше и такво нешто. Да, значи тоа е вистина загрижувачко, значи тука пак ќе кажам социјална средина, семејство. Значи вие сте согласни со вашите колеги кои што велат дека и социјалните медиуми, Facebook, Instagram, да не ги набројам се сите, дека имаат влијание и оние игри кои што ги играат. Да, игрите, социјални медиуми и пак ќе кажам овие филмови кои што станаа хит во последно време, мислам дека и тие си имаат свој придонес. Да, како тука родителите да интервенираат, да превенираат на некаков начин, како да ги ограничат децата? Затоа што е многу тешко нели на тинеџер да му се каже не можеш да како со какви методи да се послужат еве. Па јас мислам дека мора на глобално ниво да се направи една поделба кои значи достапни содржини ќе бидат за тинеџери, кои ќе бидат значи за возрастни лица, па и не знам која е потребата до тој степен да се гледаат филмови со толкав степен на насилство. Значи и за возрастна личност дури затоа што стануваме резистентни кога гледаме често крв и насилство, значи едноставно тоа станува како нешто секојдневно, како нешто реално. Да. Што им препорачувате, како да ги анимираат децата? Јас сум мајка и на тинеџерка и на 11 годишно дете и сметам дека само со разговор, макар што секогаш не допирам и јас како еве стручна сум во тие сегменти, но разговорот е битен од родител, но и многу е важно и друштвото. Значи како и кој што ќе разговара со детето. Значи средината која што го обкружува. Како да се организираме, па мислам дека ние како родители што повеќе да се договараме кои содржини ќе ги дадеме на децата, значи да ги гледаат, колку време ќе им дозволиме за играње на видеоигри, кои игри ќе бидат сега за сега, додека не е решено на глобално ниво. Постојано го кажуваат и вашите колеги тоа дека разговорот е клучен и дека треба да се разговара со децата во домот. Што да се разговара? Како да тече разговорот? Тоа е битен сегмент, нели не е само да се разговара. Да, сега јас еве како и од пракса лична, ќе кажам дека објаснувам зошто не сакам да се игра таа видеоигра. Значи објаснувам бидејќи сметам и ја кажувам реалната причина. И децата знаат да кажат, ама сите тоа го играат, окей, ама тоа е мој став, те молам почитувај го, бидејќи сметам дека многу лоша работа би направила во твојот личен развој и после долго објаснување, значи објаснување на секој одговор. Зошто така сметам дека е правилно? Не послушај ме заради тоа што јас така кажав, затоа што тоа децата ќе најдат и начин да најдат слободно време и да си играат. Арнама, зошто тоа го мислат родителиве? Значи да нема сила. Да, видите, да нема сила, но не може па сега да го оставите нормално детево, некогаш ќе исклучиме интернет. Јас тоа сум го применила, кога сметам дека е веќе премногу. Ама мора сепак тоа на глобално ниво да се реши. Да, имаат ли психолозите во училиштата, професорите авторитет над учениците?
Некако откако се случи сето ова, имаше разни коментари, дека порано други времења биле, особено по старите, по возрастните граѓани, дека во наше време немаше вака, но професорите беа многу построги, па дури има и нели стапче во рака, па ни се закануваа дека нешто ако направиме, стапчето ќе заигра, народски кажане. Сега тоа го нема. Тие методи им се одземени на професорите, но дали им се дадени нови методи? Сметам дека тоа време исчезна веќе, нема строгост на тој начин, со стравопочит, туку со договор. И сметам дека од друга страна генерациите сега се многу попримерни. Еве бевме на ученичка екскурзија во 3-та година. Значи немаше ниту еден инцидент. Не се направи никој, значи не знам, не направи некаков инцидент нити во сместувањето. Каде што бевме, ни пак попадни, имаше некое непримерно забележано однесување, така да не дека се децата наши до толку пуштени на улица, не мислам така, ама со фер договор, знаете, многу знаат децава да се и наетат, народски кажано, и мислам дека кога со фер договор, значи ќе добиеш време, но те молам, почитувај го твоето време за интернет или за било што, и очекувам да ми се возврати, значи фер однос и од твоја страна. Со средношколциве, еве во мојов пример, како професор по психологија и педагогија, да, има ефект. За и ученициве тоа може да си го кажат. Мислам дека со фер договор се решава. Да, но треба да се знае. Последниот збор дека го има професорот. Да, и го има сега, за сега се уште. Ама мора со фер договор. Дали треба да се одземат мобилните телефони од нив кога ќе влезат во школата? Па добро е да се стават на некое место каде што тие ќе може да си гледат и да ги земат на одмор за часови. Да, сметам дека е добро да се остават на катедра или на некое друго место. Затоа што сакајќи или не, ни го земат вниманието, не за друго. Ако некој има потреба итно да се јави дома или било што, секако дека ќе дозволиме да излезе надвор. Значи, сепак ќе кажам со договор. Да, сметам дека е подобро да се на катедра на некое место. Така, претпоставам дека би испратиле порака да се замени времето поминато пред компјутер со прошетка во природа, читање книга, нели? Да. Значи, неизбежно. Мислам дека дружењето и поминато време во природа е одлична работа, која што ќе пополни многу празнини во нашето воспитание, зашто ние не сме идеални, така? Сите правиме пропусти. Ама од друга страна па кога ќе поминиме време во природа заедно и ќе се дружиме и ќе сме задоволни и ќе се рекреираме и ќе го одземеме времето за телефон. Да. Сакам уште на крај сме на разговорот, сакам да се вратиме уште малце на темата околу анксиозноста. Навистина е една загрижувачка состојба затоа што многу е распространета и кај нас. Кои се најмладите пациенти? Која е возрастната граница, да кажеме, за диагностицирање на анксиозност кај еден човек? Значи, кај мене до сега се обраќаат, значи, деца од најмалите, од 12 годишна возраст, но тоа не значи дека може анксиозност и порано да настапи, се зависи од квалитетот на живот кој што го има во домот. Бидејќи тоа може да настане, значи тие типови на неврози може да се рефлектираат на поинакво ниво, например кај помалите дечиња со болки во стомакот, понатаму нагони за повраќање, сите за тие дел од некоја првична анксиозност која што настапува. Да, таа може да настане во X ситуации, но ако веќе станува секојдневие, тоа е загрижувачки момент. Што всушност е анксиозноста? Анксиозноста всушност представува психоневроза, која што се манифестира во повеќе области од живењето на човекот, но многу често пати се изразува во социјалната несигурност која што човекот, индивидуата, личноста ја манифестира во односите со другите луѓе. Да. Значи тоа е една несигурност, еден трепер, ладни морници и една борба на личноста да влезе во социјалната, да влезе, значи како индивидуа, како личност со почит во социјалната средина. Дали е на еден начин и потисната возбуда во себе? Па не, возбудата мислам дека е
доста, значи, позитивна понекогаш. Тоа е така една емоционална наелектризираност во моментот, може да биде и позитивна и негативна, но не, возбудата си е сепак делот. Да. Што доколку не се лекува и како се лекува? Дали се лекува всушност анксиозноста? Да, анксиозноста може да се третира, а за лекување веќе тоа психијатрите ќе си го кажат. Значи доколку настапат панични напади како манифестации или некои потешки соматски проблеми, тогаш мора лекарот, психијатрот да си даде соодветна медикаментозна терапија. Психологот само помага со разговор. Значи, нашата единствена алатка е разговорот и сугестијата. Значи, ние не сме повеќе мокни, не смееме ни да правиме таков тип на излети, да си дозволиме да се вклучуваме во работата на психијатрот, но разговорот може да го користиме и тој исто така тврдам дека е една од најдобрите алатки за подобрување на здравјето. Така, ви благодарам многу на сите овие информации на гостувањето. Би ве замолила само да упатите и за крај една порака до нашите гледачи во однос на тоа како да си го подобрат менталното здравје. Менталното здравје најдобро ќе го подобрите доколку поминете време за релаксација, хумор, пешачење во природа и доколку се дружите со луѓето кои што ве прават среќни и исполнети. Чи тоа е мојата порака. Да, убава порака, ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и денеска бевте со Наплан. Не се дружиме повторно следниот понеделник. Пријатно!